Дезинформацијата преку лажните вести и сензационалните наслови служи за создавање конфликти, фаворизирање одредени интереси и манипулирање со јавност. Исто така би сакала тука како еден момент да го спомнам, министерот и во тој момент, као наводно цела во оваа ситуација се случи, му се раздрма сигурноста на фотелјата на столчето, му се раздрма сликата на сигурниот идентитет дека он служи за народот и утре дента као наводно оди па се слика со полицијата која што на секој чекор, мислам многу е апсурдно сето тоа да се прави, мислам треба стварно да си многу глупав да не ги гледаш јасно нештата кои што се манипулираат врз таа висока политика, па наводно зборел со полицајците, па дури не знам 500-600 возачи биле следниот ден застанати со прекршоци за возење без возачка дозвола, со прекумерна брзина и така натаму. Значи тоа кажува дека, мислам, што ни значат нас фактите, кога фактите се докажаа со самото тоа што се случува со сообраќајките. Не можеме да донесуваме решенија и превенции откако ќе се случат несреќите. Тоа е да едноставно пред луѓето се покажеш као наводно јас се грижам за општеството. Не, ти се грижиш за општеството кога во првиот ден и првиот месец и првите неколку месеци ќе создадеш закони, правила кои што ќе воведат некаков драстичен ред во општеството, кој што ќе го спречи ова што функционира до сега, ама никогаш нема да го добиете тоа. Од никој. Затоа што таму каде што постои порив за личен интерес и да прикажувам секој ден слики како јас во мојата функција ги извршувам нештата само за да го манипулирам народот, за да ме види преку слики дека јас се грижам за него, а притоа луѓето живеат и во сиромаштие, и во гнев, и во фрустрација, и во вакви неправди и дозволени медиуми, па се ни паѓа во вода. Се ви паѓа во вода затоа што апсурдно е да се покажуваме после настаните, после несреќите. Апсурдно е. Значи, апсурдно е да се верува на вакви луѓе и да се поддржуваат вакви луѓе. Значи, не може човек кој што има 2200 евра плата, кој што, ако си ти прав лидер и водач на една држава, па ќе се спуштиш на ниво со народот малтене, ако вистина му мислиш добро, ќе бидеш еднакво горе-доле сиромашен како народот, а не ти да бидеш драстично со поголеми плати, доека народот ти живее во сиромаштие и ќе продаваш народски кажано кога и нас што велат муда за бубрези. Значи, отворете си ги очите сите, затоа што општеството ви го води едно дебело зло кое што самите си влеговте во него. Значи, гледате, луѓето самите си го одбраа злото.